Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на 00748. Веднаш стартуваме со она што се нарекува breaking news, односно информации од глобален карактер. Каде да се свртиме војни, прокси војни, конфликти. Имаме војната во Украина, имаме војната на Блискиот Исток која од Газа се прошири кон Либан, суверена држава, но исто така напади кон западниот брег. Понатака имаме терористички напади во областа Пешевар во Пакистан, имаме терористички напади во Кавказието, имаме случувањата во Грузија, обид за нов грузијски Мајдан овој пат. Имаме продолжување на она што се нарекува граѓанска војна во Сирија, прашање на време кога ќе продолжи и граѓанската војна во Либија. Значи, секаде хаос, секаде отпечаток на хегемонот. Да почнеме, значи, со некои така свежи информации. Вика, официјалните лица на сириската војска добија засилување од ирачките шиитски милиции Катиаб Хезболах и Фатемиун. Исто така ирачката група Хашд ел Шаби, која е поддржана од Иран, преиде на територија на Арапската република Сирија, блиску до преминот Ел Букамал. Исто така, овие, да напоменеме дека овие милиции, шиитски милиции, а од вчера и специјалните сили на ирачката армија, овие милиции се бројат негде околу 1000 припадници и е во насока на стабилизирање на фронтот кој што се урушува. Сириските бунтовници, терористи предводени од Хајат Тахрир ел Шам, ХТС организацијата, на чело со Мохамед Ело Јолани, ги освоија Алепо, Дар, Санамајн во приградието на Хомс и напредуваат со голема брзина кон Дамаск, со тоа што нивната интенција е да се одвои Дамаск од приобалните градови, односно таму каде што се и руските бази, приморски бази Тартус и Латакија, а додека Хмеймим е база на руската авиација. Додека Хезболах има војна со Иран, со Израел, и е на страната на Иран, и овие војни случувања во Либан и во појасот Газа, таму има нивниот фокус. Руската федерација, знаеме дека е во 2-годишна војна на Украинскиот фронт, и ова беше моментот кој го искористија сириските бунтовници, пак велам, предводени од терористичката Хајат Тахрир ел Шам, ХТС, која што е со одлука на Советот за безбедност прогласена за терористичка организација, и го искористија моментумот за да напредуваат, и она што во изминативе десетина години не им успеа, особено период 2011 до 2015, сега значително прогресираат, нивните војни формации идат со големи чекори кон главниот град Дамаск. Други случувања што треба да се споменат е во Европа. Преседан или не, некои се повикуваат на тоа дека уставотворната Скупштина, значи парламентот во Исланд пред 10 години исто имаше одлука со која беше поништени изборите за тој парламент, предходно 2004 во Украина за председателските избори. Во Романија се случи, преседано или не, процените сами, но се случи ситуација да Уставниот суд
ги поништи изборите, односно го поништи првиот круг на председателските избори, каде што неочекувано водеше и најмногу гласови освои, да речеме, екстремно десничарскиот представник. Втора личност по освоени гласови беше председателката на социјалдемократите, додека актуелниот премиер Чолаку дури на трето место и отпадна од понатамошна борба. Но ете се случи Романскиот уставен суд под плаштот на информациите од романските безбедносни структури кои тврдат дека изведени се 85.000 сайбер напади, што доведува до сознание дека станува збор за организиран група на организиран криминал и со сомнителни приходи на страната на кандидатот кој што освои најмногу гласови и евентуално мешање, хибридно мешање на Руската Федерација, одлучи да ги поништи да го поништи првиот круг. Во Црноморскиот басен, на западниот брег од Црното море имаме активација на она што се нарекува или обид за активација на грузиски Мајдан. Наспроти тоа го имаме премиерот и неговата партија Грузиски сон, кој што одолева овај четврти обид за грузиски Мајдан. Во исто време во Украина, односно на фронтовите се водат жестоки борби. Имаме ситуација неуспешен напад на Кримскиот мост од страна на СБУ на Украина. Понатака имаме ситуација додека се урушува фронтот за украинските оружени сили. Русите истовремено и сериозно напредуваат. 35% од Курската област е веќе повратена, тоа е руска територија. И имаме ситуација дека Украина и во ваква подредена ситуација, а истовремено зависи целосно финансиски воено од хегемонот, не е спремна на прифати реалноста дека има изгубено територија, тоа е Херсон, пред се Донецк и Луганск, но и сериозно русите напредуваат во Херсон и Запорожје. Кримскиот полуостров е одавна веќе од 2014 припоен во рамките на Руската Федерација, но властите во Киев не сака да прифатат таа реалност. Она што е битно да се каже, ние ќе ги следиме случувањата на сите овие невралгични точки, односно овие прокси војни жаришта, ќе споменеме на крајот на овие breaking news и информација дека она што сега најсвежо додека правиме емисијата пристигна како информација, а тоа е дека овие терористи од Тахрир ел Шам покрај што напредуваат со брзи чекори кон Дамаск, они го заробија и 90 тенкови Т-90 АИВ, кои што припаѓа на редовната сиријска армија, и се говори за пуч на одредено ниво во истата таа армија, но за сега председателот Башар ал Асад, легитимниот председател на Арапската република Сирија, не се одлучи, иако доби понуда од Египет и од Јордан да пребегне на територија, таму да го води Сиријскиот фронт, односно влада во екзил, он се одлучи да остане во Дамаск и пред се таа одлука се толкува како сигнал дека Русија и Иран ќе застанат на негова страна повторно, како што стана 2015. Руската авиација веќе изведе напади врз конвоите на овие сиријски бунтовници, односно терористи. И тие напредуваат, значи освоја голема техника, тенковите
90 парчиња тенкови на редовната српска армија, но и значителна количина на системи за ПВО, као Панцир, 10М, ОСА, Стрела, Бук. Тоа све е руска помош и сериозно говори за расцеп и она што пред малку го споменав, пуч во можен потенцијален пуч во редовите на редовната сиријска армија. За крај на овие breaking news, што воедно представува и еден вовед во нашиот специјален гостин од нашето теренско снимање во близина на Белград, на соседна Србија, се поставува прашањето дали антифашистите победија во Втората светска војна. Тоа е прашање кое одговор тешко да се прецизира во овој момент. Официјалната историографија тоа го потврдува, но еве ќе ви споменам некои имиња. Шолц, Туск, Бербок, фон дер Лајен, Фриланд, заменик премиер на Канада, Зора Бишвили, председателката во Грузија. Сите тие имаат едно заедничко, а тоа дека нивните предци или биле поддржувачи, или биле активно вклучени во одредени формации на Вермахтот. И сега, дали некој се обидува да ретушира официјалната историја, да ги оние 28 милиони советски и руси, украинци, белоруси, чечени, молдавци, 28 милиони советски жртви дадени за слободата на Европа. Дали некој се обидува да ги однесе во заборав? Драги гледачи, добродојавте назад во приложението, вториот дел на нашата и ваша 00748. Но овој пат 3 дена подоцна го снимаме ова продолжение заради тоа што имавме патување во Белград да направиме едно снимање и интервју со ексклузивен гостин, кое интервју го припремаме продуцијски. Сега, значи, одма се фатиме со информацијата што овие 3 дена се случија многу нешта. Првата работа е дека председателот на Сирија Башар ел Асад замина од власта, замина директно во Москва. Неговата армија, редовната сиријска војска, како расуло, значи едноставно се распадна, оставајќи техника, оставајќи униформи, оставајќи дури и системите на ПВО кои што беа подарени од руската војска, преобликувајќи се во цивилна облека, што подалеку од очите на сириската опозиција, а во сириската опозиција имаме еден комплот од најумерени борци кои што се бореа последниве 10 години против власта или режимот на Башар ел Асад до Хајат Тахрир ел Шам, кој што се идеологијата им е, односно се маркетиншки се преоблекува од Ал-Каеда, ИСИЛ, Џабат ал-Нусра фронтот, да станат сега ХТС, Хајат Тахрир ел Шам, и да заговараат дека сега новата преодна влада ќе воведе демократија. Да не се залажуваме, тоа нема да има ништо. Кога сме кај Сирија и секако примирието кое со помали прекршувања се случува во меѓу Израел, IDF и Хезболах во Либан, и кажеме дека во овие две држави, значи во Либан и во Сирија, Советот за безбедност при Обединетите нации има две обврзувачки резолуции, 2254 за Сирија или 701 за Либан. И покрај тоа, и покрај тие две обврзувачки резолуции,
се случува што се случува, а тоа е да имаме војни кои што ги уништуваат овие две држави. Тоа значи дека потребен е сериозен ресет на Обединетите нации. Тој ресет го бараат и едната страна и другата страна. Англосаксонскиот хегемон кој што сака да присвои што поголема власт за себе, кој што велат ние и така го финансираме ООН, односно Организацијата за Обединените нации, и сите тела, и вклучително и агенции што работат при Обединените нации, а од другата страна Кина, Бразил, Египет, Русија велат мора да се прошири постоечкото тело на Совет за безбедност од 15 членови, 10 ротирачки и 5 постојани членки да се прошири и кон земјите од глобалниот југ и глобалниот исток. Што ќе биде, ќе видиме. На другата страна, поблиску до нас, значи во Европа, на истокот од Европа, бухти конфликтот помеѓу Украина и Руската Федерација. Според информациите кои што ги истакна на пресконференција рускиот званичник Белоусов, фактите говорат дека имаме милион украински војници што тешко повредени, што загинати за овој период од 2 години, 2,5 години. За тоа време русите напредуваат, очистија или ослободија, ја повратија контролата на своите погранични области во Курск, повратија територија негде прилика 50%. Понатака Луганската народна република као територија е ослободена 99%, Донецк народна република 70%, исто така значително борбени действија се водат и во Херсон и Запорожје, и тука лошите контролираат десно од реката Днепар. Она што исто breaking news заедно со информацијата дека Башар Асад е веќе минато и дека со своето најблиско семејство е поборал и добил азил од руските власти и е веќе стациониран во Москва. Другата информација, ударна вест е дека подполковникот, генерал подполковник на руската армија, одговорен за радиација, хемиска и биолошка одбрана, Кирилов е убиен пред својата куќа под Московието од терористи и конкретно ФСБ, службата за безбедност на Руската Федерација, промптно реагираше и веќе уапсени се 2 лица, од кои едното лице е узбекистанец и веќе ја признал вината и ги кажал на налогодавците. Тоа се знае. Значи, војната управа главна управа при Министерството за одбрана на Украинската република. Значи, имаме ситуација дека украинците не бираат средства покрај нивната авантура во Курск. Еве, кој знае кој пат, како ќерката на Дугин, Дарија Дугина, која беше убиена, и низ други руски официјални представници, еве сега генерал подполковникот Кирилов, сето тоа е се гледа печатокот на безбедносните структури на Украина, односно на укрофашистичкиот режим во Киев, кој што кога ја гледа ситуацијата на терен, на борбените линии, каде што губат територии, секојдневно губат територии и губат младоста на украинската држава. Оние млади лица кои што треба да ја обноват Украинската република, они свесно влегуваат уште подлабоко во калта и уште повеќе ја провоцираат руската војска, руските власти во Кремљ со авантурата во Курск, со напади врз руски официјални лица кои што се присутни на територијата на Руската Федерација.
неколку конкретни информации кои што нели се битни за да ги споменеме во она што се нарекува промптно следење на информациите од терен и за она што е конфликт во Украина, но и за конфликтот во Сирија. Пошто тие две некои од минатите емисии спомнавме дека тие делуваат како сврзани саздови. Представници односно безбедњаци од безбедносниот сектор на украинските вооружени сили блиско соработуваат со Хатахри ел-Шам, со ХТС и сириската опозиција и работеа на она што нарекува подготовка за соборување на Башар ел-Асад. Секако тука и Турција инволвирана. Конкретно вели силите на Џабат Нусра кои што контролираат Алепо, а Алепо е битен за Турција затоа што преку Алепо се правеа подготовките, Алепо и Идлиб се правеа подготовките за ова што се случи, да се собори, да се освои Дамаск и да се собори власта режимот на Башар ел-Асад. Вели Џабат ал-Нусра во своите редови има кинески ујгури, има чечени, туркмени. Туркмените особено е интересно што се испраќани од страна на Исламската туркменска партија. Сите тие добиваат обука во Турција. Објектите, односно базите кај што се вежбани и припремани за оваа офанзива што се случи најнова по која падна и Башар ел-Асад, турската полиција ги обезбедува тие бази каде што овие бунтовници, терористи ги се припремаа за напади на сириско тло. Ја гледаме како за цена Турција настрана соработува со претседателот Путин, се залага за мирно решение на војната во Украина, а од друга страна него почитува примирието кое што беше договорено 2019-2021 меѓу Руската федерација, Башар ел-Асад, Турција, со кое што беа сириските опозицијски сили беа истуркани во еден дел, помал дел на државата, односно Алепо и Идлиб, додека терористите, заеднички сили беа терористите од Ал-Каида и Џабат ал-Нусра фронтот беа победени, но очигледно тие сили само се трансферирани, примерието искористено за да се трансферираат во Турција, кај што добиваат обука, а при тоа и говориме за 10.000 ујгури, се префрлени во селото од базите во Турција, кои што се чувани од турската полиција, после тие обуки, квалитативни обуки, се префрлени во селото Замбак во Сирија, под плаштот на заштита на туркофонската заедница, а потоа нели таа тампон зона да биде искористена за некој идно време. Ето го дојде тоа идно време, се случи контраофанзива, која што армијата на Башар ел-Асад ја преспа, а особено улога и кривица сноси и самиот Башар ел-Асад затоа што дозволи неколку месеци пред оваа офанзива, планирана офанзива, дозволи не знае по чија иницијатива, да бидат сменети најискусните генерали и заменети со други. Па после таков раздор во високите структури на редовната сириска армија се случи ова што се случи. Они нема волја, нити хиерархиска поставеност да се спротивстават на офанзивата на сириските опозицијски воени сили. Тие така се нарекуваат сириски воени сили во редот на опозицијата и едноставно за неполни 48 часа ја превзедаа власта во Сирија. Сега ќе видиме што се случува. Американците не планираат да ги напуштат нафтените полиња во близина Дейр ел-Зор во Сирија, дури соработуваат со курдските востаници, бунтовници, а на друга страна
се исламските бунтовници терористи кои што беа дел од тие опозицијски воени сили, но сега тие пошто се поддржани од Турција, сега се во директен конфликт со курдските воени милиции. Исто така има информации за некои специјалните единици од регуларната армија на Асад, бившиот председател Асад, од популарните тигрови, кои што во некои од тие да речеме планински предовити предели со некој вид порака испратена до светската јавност, каде што се вели дека ќе продолжат борбата за ослободување, сега што они тврдат, ослободување на Сирија од оваа исламска терористичка наезда. Ќе видиме, ќе покаже времето колку можат они да се противстават кога на теренот веќе нема руската поддршка, и русите ги задржаа базите во Хмеймим, Латакија, Тартус, но ја нема веќе таа руска поддршка. На терен владеат милициите, во еден дел таму владеат курдските воени милиции, поддржани од американските копнени сили, во другиот дел па се до Дамаск владеат опозицијските сириски воени сили, кои што се комплот од многу различни и идеологии и интереси. Тука се и терористите од ХТС, тоа се бивши војници на Ал-Каида и Џабат ал-Нусра фронтот, па преку некои умерени милиции, и сите тие беа противници на и до некаде обединети во борбата против Башар ал-Асад, ама сега веројатно и возможно сценарио е да видиме битка за превласт помеѓу нив, нешто што го видовме во деценискиот судир, граѓанската војна во Либија. Значи, ќе пратиме што се случува, драги гледачи, и сосема на крај, додека хегемонот во своите медиуми го нарекува Путин диктатор, го споредува со Хитлер, Бонапарта, Цезар. Факт е дека на годишната конференција која се одржува денеска, се одржува Владимир Владимирович Путин, одржува годишна конференција со медиумите. До него пристигна, односно неговата служба за односно со јавност, пристигнати се 2.800.000 прашања. Човекот е еден од највлијателните светски лидери, колку тој не им се допаѓа на англосаксонските властодържци, односно кукли. Во некои од минатите емисии спомнавме кои фамилии стојат зад нив. Сепак глобалниот југ, до негде и глобалниот исток, и тој како сака да го чуе мислењето и одговорите на многу прашања поставени до председателот на Руската федерација Владимир Владимирович Путин. Драги гледачи, ви благодарам за вашето трпение, да ги чуете овие најнови информации, и наскоро ве очекуваме со уште поинтересни информации и секако со гости. До следната емисија ви благодарам.